Концентрациите со PM10 честички во Струмица изминативе 2 дена се по 150 микрограми на кубен метар на просечна дневна основа, со што престанаа да важат препораките што ги издаде Министерството за животна средина. Од 23 декември струмичани континуирано дишат загаден воздух, зашто општината ќе формира координативно тело кое ќе следи состојбата со аерозагаденоста. Ќе биде во насока на испорачување на конкретни мерки и решенија во однос на справување со аерозагадувањето. Се надеваме и дека по формирањето на работното тело и од повеќе институции, не само локални, туку и од државни, каде што очекуваме да има представници и треба и мора да има представници од судската власт и секако од обвинителство. За екоактивистите се зависи кој ќе биде вклучен во работното координативно тело и колку членовите ќе бидат жедни да се реши проблемот со загадениот воздух во Струмица. Зависно тоа кој ќе влезе, како ќе се залага, какви конкретни активности ќе испорачува и на крај колку ќе биде отчитен према јавност. За секое тело може да биде формирано, не значи дека ќе се заврши работа. Како знаеме дека ќе се заврши работа, така што ќе падне загадувањето. Ние вчера имавме 700 микрограми на метар кубен, ако тоа падне на 100, јас ќе сум среќен. Домаќинствата кои се греат на огревно дрво, индустријските капацитети се обраќаат се најголемите заgadувачи на воздухот во Струмица. Се бараат поголеми контроли, но е ангажман на сите институции за да се намали аерозагадувањето во Струмица.